споменикот војн на конј поставен на пиедесталот на плоштадот Македонија. Со своите скоро 30 метри ќе биде највисокото здание во централното градско подрачје. Авторот Валентина Стевановска лично го наблюдуваше монтирањето на нејзиното дело, кое го подготвуваше 3 години. Многу возбудена, среќна и многу ми е драго што еве сега после 3 години работа конечно можам да го видам тука на плоштадот, а уште посреќна сум дека има голема посетеност и дека на сите им се допаѓа. Инаку ова дело верувам дека ќе остане во трајно наследство во културната историја на Македонија. Историскиот чин на поставувањето на споменикот го проследија голем број на граѓани. Во споменикот и целокупниот проект Скопје 2014 ја гледаат македонската историја. Величествено нешто невидено. Сум прошетал доста во светот, сум видел многу скулптури, али ова е нешто невидено. Што да кажам, немам збори, супер. Доста македонци влијаше надолу, дека погледне малку и нагоре. Мислам дека ова конечно македонецот да се почувствува гордо. Ова е најголем празник за македонскиот народ. За мене ова ми е второден ден. Јас сум Александар. Одлично, си дојде Александар на своето место, народното место, македонско. Изградбата на споменикот војн на конј ќе заврши за 3 недели, кога ќе бидат монтирани и релјефите со антички мотиви и ќе биде пуштена фонтаната. Започнав да работам со конјаничката скулптура. Меѓутоа на конкурсот се бараше идејното решение да биде до 1 метро. А за да дојдам јас до 13 метри, како што е сега конјаникот, морав да изработам уште една скулптура со големина од 3 метра, за да биде полесно после принесувањето, пунктирањето, нели, полесно е од 3 метра до 13, отколку од 1 метро до 13. Тука се почетоците, тука ја направив скулптурата од 3 метра. Потоа зголемувањето се работеше во Италија. Често патував. Мојот модел од 3 метра беше пренесен таму и со пунктирање рачно се работеше и се зголемуваше. Инаку другите пропретни фигури, војниците, релјефите, лавовите, се е тука направено 1:1 и во гипсени модели, како што тука веќе што гледате, нели, во делови во гипсови, убаво спакувани, беа пратени во Италија, во ливницата Маринели во Фиренце. Јас ја сакам фигурата, ја работам фигурата, обично работам во дрво. Меѓутоа, кога и да не би било нарачка, ако ја треба да направам некоја скулптура, обично го работам тоа во реализам. Обично ја негувам фигурата. Најмногу во моите дела е застапена мајката со деца, па така во ова решение, нели, за Карпушово востание ги вметнав и мајките со деца, со тоа што тука се веќе малку пореални од тоа ја што го работам, меѓутоа сепак фигурата ми е на прво место.
Самата фонтана е едно монументално дело, кое што воопшто не пречи на площадот, иако сите на почетокот реагираа околу големината на коњаникот на фонтаната. Меѓутоа, сега откога се постави, се види дека уствари се надополнува со просторот. Коњаникот е издвоен, значи кренат над 15 метри, кој што посетителот може да го доживува малку од подалеку. А доколку посетителот е во близина на фонтаната, веќе гледа друга приказна, односно релјефите, војниците, лавовите, движењето на водата, мозаикот во водата. На столбот, како што знаете, веќе се наредени трите релјефи од мермер. Тие се хронолошки наредени, значи почнуваме доле со битката на Херонеја, потоа доваѓа битката во Гавгамела и најгоре е битката во Индија. Се што е ставено на релјефите во врска со копја, штитови, шлемови, книмиди, облеката, се е идентично како што било во тоа време. Релјефот кој што е изработен во бронза представува дреново дрво. Од дреново дрво били изработени сарисите, односно копјата на македонската фаланга. Токму поради тоа, на врвот од столбот сакав тоа да символизира, значи, како што знаеме, голема заслуга од победите на македонската војска биле и тие сариси. На дното на фонтаната се е представен мозаик, кој што представува флорална декорација инспирирана од античко време. Изработена е од мермерни камчиња, сите различно, во различна големина. На дното од фонтаната, најдоле, значи на најширокиот дел од столбот, кој што е со големина од 7 метри диаметар, се наоѓа македонската круна, кој што со векови ја носеле македонските кралеви, а изработени од дабови листови. Таа служи воедно и како постамент на војниците кои што се поставени околу столбот. Се одлучив за сонцето затоа што тоа е символ на Македонија од секогаш, на штитовите од фалангистите. Како што гледате, го имам употребено сонцето со 8 краци, со 12 и за жал тоа што беше со 16 морав да го стилизирам, поради тоа што такво известување добив од општина Центар, затоа што ми кажа во 95-та година било потпишано договор со Грција да не се користи сонцето. Не, Хари, врскаме се кентрики платја до Скопје, но пред на поливо топотетивски. 10-8 тона тежок коњаник с висина 8 ката. Nije okrenut prema Ateni, to bi ipak bilo previše. Οι ιστορικές, οι πολιτικές ενστάσεις που διατυπώνονται. Tall statue of Alexander the Great. But Greece, Alexander the Great, 22 meters high, in gleaming bronze. This nation says it is asserting ownership over its own hero. I arrived here. New monuments, new government buildings are all coming up, taking shape right before our eyes. This entire city would appear, at least in its heart, is one big construction project. All of it brought together and called Skopje 2014. From the moment your plane touches down at the brand new Alexander the Great Airport, you're swept up in Skopje 2014, the campaign to revitalize this tiny European capital city.
Population, almost 1 million people. Famous landmarks, well, the 15th century stone bridge, but not much more than that. Until the government unveiled this, 22 meters of nationalism in rainbow-colored lights. It's officially called Warrior on a Horse, a not-so-secret reference to Alexander the Great, claimed by both Greece and Macedonia to much diplomatic hand-wringing. This year, Macedonians are celebrating the 20th anniversary of their country's independence from the former Yugoslavia. In the first of a three-part series, we're here in Skopje to find out more about a nation on the move. People in the capital are witnessing a transformation. After much public debate, the government has launched a major construction project. Some of the new public buildings, including a courthouse and a museum, won't look modern though. Architects have gone for a style from the past. Skopje, the city without soul. Skopje, the city fragmented. Skopje, the city interrupted. Skopje, the city without identity. That has been repeated to me many times over in the first time I arrived to the city, and I'm sure it's something that you can hear all over the place. Part of the socialist time tried to create through this kind of architecture a city without identity, or with another kind of identity, the one that was before, that they perceived as national and not necessarily positive all the time. Dolgo, spurvam sa kandata trogam, da vidam bar, jedna solza zaluna, ti se smeješ, i ti si radosna, i ovo što mi je. The point is, what happens when then the social system that gave birth to such a structure collapses or changes? Because built environment, I mean, it stays, right? It's built, it's there, and this is concrete. Who knows when it will come down? Probably never. There was something about Europe that was embodied in Skopje 2014, and you can see these in the video. For example, you have icons, the dome on top of the parliament that evokes the Reichstag. You have the Triumphal Arch that evokes Paris, although many of my people would make fun of it in a certain sense. But still, it evokes Europe. And then you have double-decker buses that, you know, are a typical sign of London, with the sign "I love Skopje," remembering New York, or the LCD panels in Ploštad, Macedonia, again, Times Square in Ploštad, how they say it today, even with the voice, remember that. And so there are all these icons that make the Skopje 2013 project be in Europe in a certain sense, or transport Macedonia in Europe, as the Večer newspaper titled the day after they will show the first time in February of last year. At the same time, there is also the context in which the Skopje 2013 project is brought up, a context that sees renovation infrastructures, sees changing in the branding of the city as a way to attract foreign investment, and the idea of Skopje and culture of Skopje as a way of fostering economy. So it seems like Skopje has become a city of Europe, both in terms of image and also in terms of the attracting of foreign investment. In that sense, Skopje is opening, or at least it seems to be opening, and in that sense, people like the project, or seem to like the project as an idea of a coherent capital.
народ кој постои, а му е избришано заради низа историски околности сеќавањето на цели периоди, има потреба и еднаш мора да ја оствари таа потреба да си ја врати низата, односно да го постави континуитетот на своето постоење. Се обидува да се измисли одново севкупната историја и практично се прави неверојатна замена на временските перспективи и вредности. Додека сите позитивни сценарија за развој, како што беа овие претходните планови, без обзир какви цени или какви грешки направија, какви цени општеството платило за да се остварат или за да не се остварат, тие имале позитивна идеја да ја креираат иднината на предвидлив или на сакан начин. Овде се прави неверојатна замена на тези заедно со замена на временски планови. Овде тие измислуваа иднината, која не постои, сега државата македонска го измислува македонското минато кое никогаш не постоело. Работите дури заличуваат на креирање на предизборен аквизитерии на билборди, панои и инсталации со партиски, односно одличија, знакови, кои што се дадени за идентификација. Само што во овој случај се злоупотребуваат државните институции, се злоупотребува централниот простор на престолнината, се злоупотребува државниот буџет и најстрашно од се злоупотребува националната историја за да се промовира една партиска идеја, за да се обезбеди партиски, безидеолошки, но клановски, родовски, во оваа ситуација и партиски амалгам. Еден политички тогашен врв, кој се уште постои и во политиката, ако сакате и во дел во судството, секако во науката, значи во универзитетите, во журналистиката, едноставно никогаш не ја преболе независноста. Секој сакаше да остане дел од некоја Србославија. И со самото тоа никогаш не преболе можностите што независноста ги дава. Меѓу другото да имаш главен град, capital city, да имаш престолнина. Ајде во оној систем, ќе речеме тамо имавме политичари во социјалистички систем кои да во Белград аминуваа се и така натаму и така. Меѓутоа да се потсетиме ние и во тој систем претходниот, значи кај што ви кажував за овие спортски објекти, ние немавме споменик. Имаме два споменика кои Скопје може ги памти. Оној на Гоце Делчевке фонтана и оној на оние борци од Втората светска војна пред тогашнината ЦК, сега влада на Република Македонија, пред коцките на Вардар. Тоа два споменика, ни еден друг. И сите светски телевизиски агенции, од овдека сликата што ја праќаа во светот, се 2-3 циганчиња што просат за пари на Камен мост. И тоа беше сликата и стара чашја. И сега ќе отидеш ти во нормален човек, ќе отидеш на запад и он кога те гледа свика, чекај, ти си што доаѓаш од таа држава која јас сосема другачи асоцирам преку камерата на телевизијата, кај што има кепенци во старата чаршија и мали циганчиња што просат и ништо. Прво, локацијата на општина Центар, географски гледано, е срцето на градот. И најголем дел од оние кои ја посетуваат државата и градот Скопје доаѓаат во центарот на градот. И нормално и логично е да инвестициите во разобување на градот прво бидат најмногу во општина Центар, односно во центарот на градот. Зашто што тие заменуваат со одредена перцепција за развој на државата или за степенот на развој на државата, по меѓу другото и оно што ќе го видат во центарот на градот.
посетува Скопје како централно градско подрачје со културно-историските споменици, беше во еден, да речам, голем пат во однос на претходните години, од проста причина што промоцијата, начинот и Скопје како таков воопшто не беше градско подрачје кој би можел да биде интересен и да биде ставен во било каква туристичка понуда. Ако денеска одите во централното градско подрачје, околу плоштадот во градот Скопје, ќе видите голем број на туристи кои што не се граѓани на Република Македонија, кои што доаѓаат во градот Скопје да го посетат и да видат што е она што се гради во градот Скопје. Тоа допринесува за да градот Скопје стане едно посакувано место и една туристичка дестинација за многу туристи од Европа и пошироко и подалеку од Европа. Сето тоа го зголемува економската состојба во градот Скопје, бидејќи тие туристи доаѓаат, тука треба да спијат, да јадат, да купат нешто, бидејќи секоја држава, секој град се бори да привлече што поголем број на туристи во својата средина и секако ова е многу значено за нашиот град. Во оваа насока можам да кажам дека повеќето имаме во 2010-2011 се зголемува бројот на интересот на прекуокеанските земји, како што е, например, Јапонија, Кореја, од Кина имаме голем број на посетители, од Австралија. Тоа може да се прикаже и со одредени бројки, особено од минатата година, значи од мај 2011, од кога веќе централното градско подрачје имаме, се пушти во употреба фонтаната, понатаму музеот и така натаму. Бројот на туристи е за 25% зголемен во однос на изминатиот период и бројот на странски туристи, например, во 2011 е 238.220 странски туристи, во однос, значи, на минатата година е зголемен за 25%, бидејќи тогаш биле негде околу 209.000 странски туристи. Јас на моите гости, бидејќи бев во Хонг Конг, направив таму една мини презентација за Македонија и Скопје, па еве повлековме нога, што би се рекло, да носиме туристи од Хонг Конг. Колегите таму ме носеа и беа прегорди што ми покажаа пагода стара 100 години во Хонг Конг. А јас им реков, кај нас просечната старост на црквите и манастирите 1000 години и тие не веруваа додека не дојдоа. Па фреските се најмалку 500 години, па џамиите се најмалку и амами и, знаете, Скопје сега има Holiday Inn, ама имал пред 500 години. Куршумлијан, Капанан, Сулијан, тоа е исто што Ин, конак. Значи, Скопје пред 500-600 години имал конаци и бил на сериозна раскрсница како што е сега. Сега мене ми недостасува како туристички работник и како скопјенец многу повеќе такви инови, барем колку што има во Турска чаршија. Ние скопјаните старата чаршија викаме Турска чаршија, бидејќи ако е чаршија, неминовно е турска. Тоа е сериозен траг со кој ние се гордееме и најголемиот број од туристите со задоволство минуваат од таму. И со задоволство ги полнат фотоапаратите. Значи, тоа е прекрасен сегмент и еден дел од Скопје кој е неизоставен. Тоа е нашиот Монмартр. Ако не сте ја посетили Турската чаршија, не сте биле во Скопје. Имаме бројни манастири во околината, од византискиот период, од поновиот период. Кој не би отишол во Матка, кој не би го вишол манастирот Свети Андреја, канјонот, прекрасната гледка. Сето тоа вреди и на некој начин го прави Скопје се поинтересно и натрупано, навистина, прави една серија од, ајде да речеме, разгледници во нивните фотоапарати. Вреди да се види, вреди да се дојде. Сега, новото Скопје е нешто ново, дури за мене како скопјенец. Јас секој ден го обиколувам центарот, бидејќи сум тука роден на плоштад Слобода и просто едноставно сраснат сум со центарот и со Скопје воопшто.
Некои работи ми се чудни, некои не, некои ми се симпатични, некои не, но затоа ви реков. Вие не би ја зеле мојата сопруга за жена, или обратно. За вкусовите малку чудно да се зборува или неблагодарно. Ако веќе поканивме гости или се средивме себе си, за да поканиме гости, треба да имаме инфраструктура. Значи, да имаме деловен простор, тоест да имаме хотели. А хотелите се со пристојни цени и со, се разбира, персонал кој знае тие гости да ги прими. Holiday in Софија, една соба е 40 евра. Може да сте 20, тоа значи по 20 евра од човек. Многу ве молам, каде ќе најдете во Скопје за 20 евра Holiday Inn? Нема таков. Зошто? Затоа што имаме само 2 хотели од по 5 звезди и тие се разбира ги избираат гостите, а не гостите немаат право на избор. Што е обратно од законите на економијата. Гостинот треба да бира. Како што има шведска маса многу јадење, така треба да има сериозен избор од хотели во Capital City, во главен град на една држава. Во таа насока владата Република Македонија и општините во Република Македонија ги намалија комуналите кои што треба да ги дадат инвеститорите за изградба на хотели, значи од 100% на 5%, и сето тоа допринесе да се зголеми заинтересираноста на инвеститорите да ги градат овие хотели и веќе неколку хотели се во изградба во градот Скопје и има најава за исто така за градење на други хотели. Тоа ќе допринесе да градот Скопје го реши проблемот со сместување, со хотелското сместување на посетителите кои што доаѓаат во градот Скопје и секако тоа ќе допринесе да доаѓаат што поголем број на туристи. Сега веќе од граѓаните добиваме честитки. Во моје присуство, можам да кажам, кога направивме една обиколка со премиерот, еден сограѓанин дојде да честита и јако се представи дека е член на СДС. Ова бе се случи пред мене, му честита прво на премиерот, па на мене и кажа дека јако сум јас од другата страна. Значи, луѓето кога сакаат да бидат објективни, и ако нема други причини, навистина целиот проект е општо прифатен. Можете да имате најдобар текст, можете да имате многу пари, можете да имате најдобра екипа
и повторно може да немате добра представа. Но исто така може да имате и многу малку пари, да имате само една рамна површина и многу љубов и да направите одлична театарска представа и добар театарски репертоар. Сега, театарот може навистина да се работи и надвор, и внатре, и на планина, и во подрум, секаде каде што ќе ни падне на памет. Театарот обстоел илјадници години, како медиум покрај сите медиуми што се појавиле околу него. Но сепак, значење дека на еден театар му се дава една зграда, која навистина ги има сите најмодерни технолошки услови за да се направи театарска представа, да се создаде магија, е од исклучително големо значење и за македонската театарска јавност, и за публиката, и за историјата на македонскиот театар, и воопшто за сите оние што на некој начин биле заразени од оваа уметност. Ние како институција, уметниците, се разбира и публиката, ќе го делиме периодот во македонскиот театар на два периоди. Едниот е до 2013 до изградбата на оваа нова прекрасна зграда и од денес па натаму, затоа што сметам дека конечно за прв пат Македонија, македонскиот театар добива еден објект според сите европски стандарди за театар и сметам дека конечно уметниците и публиката заеднички добиваат еден храм каков што сите ние заслужуваме. Сметам дека она што е многу важно за овој нов театар е комплетната негова аудиовизуелна техника која што ја има, сценската механизација, бидејќи тоа значи дека во овој момент со подигнувањето на завесата ние всушност отвараме една голема фабрика за создавање на соништа. Всушност сега сите соништа на нас режисерите, на актерите многу полесно, многу поедноставно ќе ги остваруваме и ќе можеме да создаваме слики и сцени кои што сме ги носеле во себе, кои што сме мечтаеле да ги создадеме, меѓутоа сме немале услови. Денес славиме еден голем настан од културното живење на нашата држава. Долго посакуван и очекуван од сите нас. Стариот театар е на старото место, исто како во старите добри времиња. Низ духот на минатото, преку рушевините на земјотресот, низ болката на старите скопјани, преку желбата на новите генерации, со сета грациозност и раскош, се воздигна старо-новата зграда на Македонскиот народен театар. Ниту беше лесно, ниту беше едноставно. Но она што го зацртавме, бевме силно решени да го исполниме. И го исполнивме. Резултатот е денес пред нас. Нека е со среќа и нека е за многу години новиот Македонски народен театар. Нека Ирлија! Така што сметам дека оваа година е многу важна и ние како прва генерација на уметници кои што влегуваме во Македонскиот народен театар ја имаме големата чест и привилегија, но пред се голема одговорност да се продолжи големиот сон на Прличко, на Милчин, на Ќостаров, на една голема плејада на македонски актери и режисери. Македонскиот народен театар во својата историја имал голем број на личности кои што се важни за македонскиот театар, но и воопшто за македонската култура и историја. Еден Блаже Коневски своето прво вработување го има во Македонскиот народен театар. Неколку месеци потоа го се создава и македонскиот правопис, така што голем број на личности биле дел од Македонскиот народен театар, така што сега сите ние ја чувствуваме таа обврска да го трасираме вистинскиот пат во естетска смисла на Македонскиот народен театар, затоа што сега сите ние ја носиме обврската со подигнувањето на завесата, да ја
да ја зрачиме, би рекол, да ја носиме вистината во себе, театарската вистина, да ја создаваме вистинската енергија, да ги раскажуваме вистинските приказни на вистински начин, односно ова да стане храм каде што публиката и актерите секојдневно ќе имаат средби, бидејќи само со средбата помеѓу публиката и актерите оваа зграда ја добива својата вистинска смисла на постоењето. Убаво е кога ќе видите луѓе кои доаѓаат во театар и кои гордо влегуваат и го пречекоруваат прагот. Убаво е кога ќе видите актери кои гордо влегуваат и го љубат просторот во кој што играат. И сето тоа е прекрасно, но сето тоа треба да биде исполнето со љубов. Мислам дека актерите на Македонскиот народен театар и не само актерите на Македонскиот народен театар. Мислам дека сите актери во Македонија кои моја желба е да стапнат на оваа сцена, за да ја почувствуваат и да остават дел од себе си, ќе бидат горди, ќе бидат возбудени и ќе имаат многу љубов во себе и ќе ја подарат таа љубов току на овој театар, на оваа сцена ново изградена, која на некој начин веднаш ќе се добие една патина, обоена со желба, со љубов, со емоции, со историја. И мислам дека потегот да се направи и да се возобнови и да се создаде е вистински потег не само за оваа генерација, туку за сите идни генерации во Република Македонија. Се собравме тука на ова место за свечено да ја пуштиме во употреба портата Македонија. Ако проектот кој непланирано доби назив Скопје 2014 е еден од најоспоруваните проекти во историјата на Македонија, тогаш портата Македонија би рекол дека е еден од најоспоруваните делови, можеби и најоспоруван дел од овој најмногу оспоруван проект. Портата Македонија беше замислена како символ со кој ќе се одбележи 20 годишнината од независноста на Република Македонија. Многумина самите ја нарекуваат триумфална порта, па веднаш го поставуваа прашањето заради каков триумф ја градиме оваа порта, лиферувајќи историски податоци дека во минатото, главно во Европа, се граделе слични порти кога се добивале некои големи битки. Потука во енигматичен стил го излекуваа прашањето за каква победа ние ја градиме оваа порта. На сите оние кои денес го поставуваат ова исто прашање, ќе им одговорам со друго прашање. Има ли една нација, еден народ и една држава поголем триумф од независноста? Самиот објект Порта Македонија преку целокупниот историски приказ кој што е прикажан на самиот објект пред се ја отсликува нашата богата култура, нашата славна историја, значи сето она што го имаме како македонско вајарство, сликарство, копаничарство и така натака, сето она што е дадено како приказ на сите оние културни елементи, на сите оние културни содржини. Во самиот објект ќе може да се одржуваат голем број на културни настани, голем број на настани од комерцијален аспект, ќе се промовираат изложби, литературни читања, семинари, се во функција значи на културата и во функција на граѓаните на Република Македонија. Значи, ова прв пат го кажам искрено. Бев против тоа и се залагав таа да не биде на тоа место и воопшто да нема.
уште кога се завршија бетонските работи, минувајќи таму често, некако веќе таа не ми пречеш. Можам да кажам дека не гледав ништо лошо во тоа. Сега како се одвиваат работите, значи се доведуваат работите при крај, таа за мене изгледа прекрасно. И се повеќе сум убеден дека ќе биде едно од поубавите места каде што луѓето ќе сакат да пројдат, да поминат пред нејзе. Особено кога се дочека на тој дел нашите кошаркари од Европското првенство во Литванија. Значи, портата заедно со народот, со дочекот, беше повеќе од импозантно. Тя задржи топката, не, тука нема фаул. Може би на друг надпревар за 3-3. Полуфинале на Македонија! Полуфинале на Македонија! Што направивме? Што направивме? Што направивме? Мора тренерите да ги одигравме по сите приуки. Македонија! Така е, Марко, имаш право за такво нешто. Живее Македонија! Среќен роден Таковино! Среќен роден Македонија!